Надлежните се правдаат, јавноста збеснува. Случајот со 20-годишниот Кристијан Коцев, кој се бори со многу ретка и тешка болест, ги крена на нозе сите, но не и најповиканите, кои велат дека знаеле за случајот, ама не знаеле дека биле потребни финансии за лекување на младото момче. Министерот за здравство Фатмир Меджити вели дека до неговиот кабинет, ниту до ФЗО, не стигнало барање за лекување и затоа не постапиле. Но и да е така, зошто не реагирале по допрен глас? Министерот без конкретен одговор. Такви службени барања до Министерството, до институциите надлежни, до сега немало, но ние ќе го разгледаме случајот. Нормално фамилијата треба да поднесе барање, да видиме дали е базирана на докази таа болест. Се знам дека се зборува за ретка болест, тешка болест, за тоа сум информиран, но нема поднесено барање на надлежните институции и да разјасниме дека тој случај до сега не се лекувал во јавно здравство. Додека надлежните спијат парите за лекување на Кристијан, се собраа донации на граѓани и фирми. За само 4 дена донирани се повеќе од 50.000 евра за Кико да биде лекуван со матични клетки во Истанбул. Семејството јавно се заблагодари. Бескрајно сме ви благодарни на сите што бевте со нас, на сите што дадовте се од себе за Кико. Тој на сите ви испреќа бакне живе сак. Молете се за него да биде добро и да е среќен. Борбата продолжува. Да се избориме сите заедно, објави семејството на Кико. Во моментов неговата здравствена состојба е стабилна. Тој треба малку да закрепне, за да може да го издржи патот до Турција, каде ќе треба да се лекува. Болеста на Кико била откриена кога бил многу мал. Имал медицински третмани во странство, а го лекувале и лекари од Македонија. Семејството на Кико вели дека неговата состојба нагло се влошила и од тие причини немале можност да бараат институционални решенија. За оваа ретка болест лек нема, но има терапии кои подобруваат состојбата. Дијагнозата на Кико се карактеризира со слаба координација на мускулите, а истовремено го зголемува ризикот од некои видови рак.